Или се уште едно средно издание од звезди приказни, каде што имаме корисни совети и за децата и за родителите. Често пати е тоа за физичкото, но и за психичкото здравје на нашите најмили, а бидејќи веќе завлеговме во оние зимски денови, зимски температури, каде што некако, особено во главниот град, нема преоден период, ами директно од сандали, што би рекло, влегуваме во чизми, и во јакни, во капи и во шалови, а нашите деца имаат обврски, почнувајќи од најмалите кои што ги носиме во јасли, во градинка и во училиште, ние мораме да ги изнесеме токму рано наутро, кога се оние најниските температури и најголемите студови. Како да го подготвиме детето за овие ниски температури и дали се препорачливи прошетки на ниски температури, на снежно, на врнежливо време, бидејќи има родители кои што навистина не гледаат многу на временските услови, туку гледаат нивното дете, ако се вело цел ден дома, да има период кога ќе пешачи, ќе фати воздух. Дали е тоа оправдано? Значи, секако дека е подобро детето да се прошета, да се изнесе надвор, па макар и на малку пониски температури, отколку да се чува во стаклено звоно, од кое што еднаш мора да излезе. Затоа и постојат препораки од прилика, значи како би излегувале надвор на ниските температури, како би требале да го подготвиме нашето дете и нормално на која возраст, колку време можеме да останеме надвор и како тоа да го изведеме. Малите бебиња може да се шетаат и во зима надвор, секако не да се шетаат со сати, значи доволно е 15 до 30 минути да се прошета надвор малото бебе, секако не на температури кои што се под 8 степени. Зборуваме за многу малото бебе. Или пак да не смееме никако да го извадиме надвор, бидејќи надвор е 0, а ние сакаме да појдеме на гости. Секако дека можеме да појдеме, ако убаво го завиткаме, го облечеме и го ставиме до себе, не во количка, или јас не би ги препорачувам и корпите на ова ладно време, сепак да биде во близина, да ја чувствува топлината на оној кој што го носи, односно на човечко тело. Значи, не би биле против прошетките на поладно време, секако не на екстремно ниски температури, а посебно ако сме несоодветно облечени. Прошетката за поголемите деца и како годи и на пониски температури, доколку се соодветно облечени, исто како и малите. Значи, ако го облечеме топло, ако му ставиме ракавички, ако ставиме шалче, ако ставиме капа, ги заштитиме ушињата, можеме да го прошетаме на малото дете малку надвор, бидејќи тоа сака да ги види сите тие благодети на зимата, па и снегот, и изгледот, па и студот да го почувствува, да ги почувствува различните температури, бидејќи не смееме да го детето направиме несоодветно адаптирано на различните температури. Така. Што е со малите доенчиња кои што веќе од болница ги носиме дома? Има родители кои што и на екстремно топол амбиент, на висока температура во домашни услови, тие задолжително им ставаат капа. До која возраст таа капа е значајна да се носи на глава, бидејќи не секогаш е потребна капата да се држи? Капата на глава, ако сме дома, не е оправдана во ниедна возраст. Значи, едно новороденче можете да го ставите без капа, ако внатре 25 и 26 степени. Може би ја ставиле после бањање или евентуално за спиење. Кога нормално, посебно ако е времето надвор ладно, и ако се грееме, во ноќните часови паѓаат температурите, се лади и човечкото тело, бидејќи спие човекот. Така и бебето, значи, би било оправдано во тие ситуации. Иначе, доколку дома има 25 или 26 степени, а вие на бебето му ставите капа, не е потребна. Така. Само може би ќе го навикнете да бара секогаш да носи нешто на главата и да се чувствува заштитено. Да, и без капа да се чувствува дека нешто му недостаи. Да. Не само за капа, има и многу други додатоци кои што денеска родителите од страх, од паника ги додаваат, не размислувајќи дека со тоа и го претоплуваат детето и му создаваат склеп и му го реметат и сонот во крајот на краиштата. Потоа се прашуваме зошто моето бебе не спие подолго од половина час, се буди. Затоа што не знае да каже дека нешто му е вишак или нешто му смета. Како и да е, ние на многу вакви интересни и корисни теми
од облекувањето до претоплувањето, до користењето на кенгур и слични помагала, релаксатори, така натаму ќе зборуваме и некои следни средби, а вие не заборавете да предлагате теми или конкретни прашања за се она што ве интересира или за се она можеби што имате некоја дилема, а ние сме тука да одговориме на вашите прашања. Ви благодарам многу и денеска за издвоеното време, се гледаме сигурно некој следен пат, а ние си продолжуваме вообичаено со третиот дел од Светски приказни.